разговараме дали ќе ги има. Господине Ленски, зашто вие не се гледате како дел од опозициониот блок, кој во моментов го предводеве Социјалдемократскиот сојуз? Добивте покана за... Значи, во февруари беше промовиран така наречениот опозицијски блок и покрај тоа што ние постојано потенцираме дека тоа не е целата опозиција во Македонија, напротив, и како што изгледаат работите, очигледно главната сила и главните председ демократски ориентирани партии во опозицијата остана надвор од така наречен опозиционен блок. Ние тогаш и денеска кажуваме дека сепак заедничкото друштво не го гледаме од идеолошки предсе и принципиални причини, демократски, бидејќи на еден начин повеќе или помалку и тогаш кажувме дека поголемиот дел од тие така наречени синоними на македонската мачна транзиција се обединија и сега се представуваат како одредена алтернатива на оваа власт, која исто така синоним на втората страна од паричката, значи на исто така на македонската транзиција, и не сметаме дека во едно такво друштво ние едноставно треба да бидеме нечи дел или уште помоци нечи привесок или сателит. Обично, нели, двете крупни големи партии повеќе ги третираат останатите како сателити, отколку како некакви реални партнери. Ние за тоа не сме заинтересирани, дополнително што бар од тоа што го видовме, освен одредена декларација, еве до ден денеска нема никаква платформа на действување, нема никаков акционен план кој што заеднички, како би се действувало заеднички, и тоа значи се... Може би го чуваат во тајност? Па добро, ќе кажат. Како предизборен адут? Да, добро, во секој случај, меѓутоа не гледаме дека има нешто ново, некој нов квалитет. Едноставно работата си тече како по старо сите овие 20 години, како што сме ја гледале македонската политика, така да и овој така наречен блок на ист начин функционира. Господине Леновски, и вие во некои давнишни времења исто така бевте дел од Социјалдемократскиот сојуз, претпоставувам од истите причини. Вие самите ќе ги наведете, го напуштивте овој табор, формиравте своја политичка партија. Јас исто така би сакала да потсетам на некои ваши ставови. Претходно, какви се вашите сегашни релации со Бранко Црвенковски со Социјалдемократскиот сојуз? Ако неодамна вашата партија имаше пресконференција на која истакнавте дека Црвенковски конечно го дал своето историско признание, дека се чувствува виновен и одговорен за создавањето на стечајците, за спроведувањето на најкриминалната приватизација, за создавањето октоподи, како и за се што минатите години, додека ги извршува невисоките државни функции, придонело Република Македонија да биде она што е денес. Тогаш го запрашавте Црвенковски дали се чувствува виновен и одговорен за разнебитувањето на левицата и колапсот на македонската социјалдемократија, со што дозволил комотно владење на ВМРО-ДПМН. Дали се уште и денеска ги имате овие ставови? Што мислите, каде е денеска македонската левица и социјалдемократијата? Добро, ставовите мои се исти од моментот кога сум влегол во политиката, од слични принципи сум действувал цело време, значи од 91 кога станав член на Социјалдемократскиот сојуз. До денеска јас сум социјалдемократ, ја не сум ги сменил принципите. Действувам по истите принципи, за жал работите во Македонија толку трна надоле да едноставно мораше најпрво внатре во партијата да дигнеме гласот една група на младинци во тоа време околу 2000 година, за да, ако може така да кажам, последниот збор го кажавме 2003 на Конгресот, каде што бев и кандидат, еден од двајцата кандидати за генерален секретар, нормално победи нели линијата на Бранко Црвенковски. Ние баравме и тогаш, а гледам и до ден денес не е случено такво нешто, значи реформа во Социјалдемократскиот сојуз и демократизација натрешна. Тоа е едно големо прашање и се уште големо табу во секоја политичка партија во Македонија, бар ако може така да кажеме за покрупните. Верувам дека Македонија наистина треба да го сврти листот на среќата. Самиот доказ дека 2010 ние едноставно тонеме, дека ние сме пред национален пораз поради владењето токму на овие две олигархи или овие две олигархиски структури, која што една стои позади лично позади Бранко Црвенковски, не позади Социјалдемократскиот сојуз. Значи, кога ме прашавте кој е мојот однос со СДС, точно лоцира грешката, таа е токму во овие две олигархиски структури кои што позади стојат, уствари како едни две големи владеачки партии. Вие натаму ќе продолжите да обстојувате, каде вие се лоцирате? Еве Либерално-демократската партија на центар, и вие сте партија на центар? Видете, ние, значи, дополнително како млада партија... Веќе не се гледате ниту на едната, ниту на другата страна. Многу тежок значи, предизвик имавме и на локалните избори, кај што нели направивме свој деби и излеговме самостојно. Тој пат ние се уште го едноставно го тераме тврдо, бидејќи верувам дека Македонија и македонските граѓани, како што спомна и Андреј, конечно мора да свата дека нешто мора да се случи надвор до овој црно-бел свет.
Натре овој црно-бел свет останува големото црнило за огромен процент на граѓани и белило нормално за одредени две техни партиски групи на ВМРО и на Социјалдемократскиот сојуз. Доколку сака Македонија да тргне кон реален развој, да го искористи својот потенцијал, очигледно ние мора нешто да смени. На тоа е едноставно системско прашање. Затоа реков, на овој начин продолжувањето на функционирањето, дали она, како што вика народот сега е мурто, утре ќе биде курто, мислам дека не води во безбед. Господине Јакимовски, вие се сложувате со Апсолутно не, дека господине е загрозена Телемовски социјалдемократијата? спомна една многу добра работа дека ова се години кога македонската економија назадува, кога македонската држава назадува, заборајќи при тоа дека 2002 година, кога токму Социјалдемократскиот сојуз ја презема оваа држава, тоа беше постконфликтна Македонија, со негативен раст на бруто општествен производ, со 4,9% буџетски дефицит, со 15.000 внатрешно раселени лица, со проксима странска безбедносна сила присутна во Република Македонија, со воен данок плакавме за Окрит, ако се сеќавате, одевме преку Битола и најбитното прашање за граѓаните на Република Македонија беше прашањето на безбедноста. Јас колку што сеќавам дека тоа беше така политички, безбедносно и економски целосно дестабилизирана држава. За да до 2005 година имаме само 500 внатрешно населени лица, да предадеме држава со 4,1 раст на бруто општествен производ и само 0,1% буџетски дефицит, со 700 милиона евра повеќе во девизните резерви, Проксима си замина, воен данок не плаќаме, Америка не призна под уставно име и добивме статус кандидат. Ние бевме 2005 веќе далеку заедно со Хрватска пред останатите земји во регионот. Што се случи понатака? Во таа влада учествуваше и господинот Еленовски, кој што ја волеше Македонија апсолутно надолу, и од тогаш па наваму прашувам да ми одговори некој дали оваа држава мрдна еден микрон. Ако Тито Петковски не излезеше од таа коалиција, до ден денеска господинот Еленовски ќе беше веројатно министер во оваа влада, која што тапка место, која што нити може да влезе во НАТО, ниту во ЕУ и која што практично е влезена во еден ќорсокак. Фактите покажуваат дека токму тоа е Социјалдемократскиот сојуз во такви тешки ситуации секогаш знае државата да ја излечи и да ја поведе напред. Така беше и ситуацијата 1992 година кога Црвенковски ја презема Република Македонија, имаше само 40 милиона долари девизни резерви и се одлучуваше на седница на влада дали ќе се стави бензин во колите на МВР или ќе се стави во колите на брза помош, за да 98 година имаме сосема друг тип на држава која што е влезена веќе во Обединетите нации, која што веќе чука на вратите на ЕУ и така натаму и нормално ќе се појават повторно некои сили, како што тоа се случи 2006 година, со страшна приказна дека Република Македонија ќе воведат во прогрес, дека ќе има нови вработувања, странски инвестиции и така натаму и повеќе очигледно дека државата не е Формула 1 за да може да сгазат и да оди како што сака, туку евентуално јасно е дека ја оведува во ќорсокак и повторно се гледа дека не знаат повторно да го отпетлаат тој чвор, за да можеме сите заедно да тргнеме напред, туку напротив, се вртиме во еден круг, како на внатрешен план, така и на надвршен план и евидентно дека за граѓаните на Република Македонија не се гледа апсолутно никаква перспектива. Јасно е дека во оваква ситуација поедини политички партии, поготово помали, или се во некој блок или не се, ако евентуално никој не ги сака, јасно е дека ќе викаат ние сакаме да бидеме самостојни, ние сакаме да ги пробаме силите, ама пустите резултати на изборите покажуваат многу лоши